Да, таа ќе рече вака, секоја точка од глумците пеат внимателно се подготвува. На сцена ќе ги имаме ветераните, оние кои настапувале на повеќе претходни изданија, но и актери кои во тоа време ги правеле своите почетоци, а сега се етаблирани имиња. Имаме и млади актери кои не настапувале тогаш. Открива во едно од своите интервјуа кои што деновиве ги даде Маја Бабич, кирката секако на Марин Бабич, која што заедно со својата сестра Ира решија во чест на својот татко да го возобноват за почеток не во онаа форма како што тие би сакале, заради тоа што, како велите, сте биле тука кога се создавале во вашата дневна соба и во вашиот дом. Глумците пеат од 92 па се до 2005 некаде, но затоа ќе биде датумот оној кој што заслужува театарот, нели, денот на театарот, а тоа е 27 март, овој пат на 20 април. Маја Бабич, благодарам за присуството. Добро утро, добар ден, Добар ден, зависи да. на кого Да. како. Фала на поканата. Требаше ли многу, како да речам, измешани емоции, велите, во сета оваа приказна? Секако, сите што изгубиле родител знаат како изгледа приказната, но јас не би таа приказна заради тоа што мислам дека и вашиот татко, а и сите луѓе, нели, кои што се некаде таму, ми се чини дека заслужуваат поинако внимание, па тоа внимание да им го посветиме на тој начин. Нели, веројатно Марин Бабич ке сакаше сега да кажеме колку тоа била најдобрата манифестација, колку многу сме се смееле сите заедно, колку многу сме уживале, нели, со сите глумци и сите актери таму на сцена, зборувам актери и оние кои што беа дел и во оркестар и така натаму, во организација, камера, зад камера и така натаму. Не знам како би реагирал. Веројатно, ако беше тука, ќе беше и горд, и среќен, и многу критичен, и многу исплашен. Одговорноста е голема да се врати нешто што било многу добро и што престанало да постои од објективни и субјективни причини. Загубата на родител е нешто што сите го поминуваме. Јас во принцип практикувам не да тажиме по тоа, да го славиме она што било, да се радуваме на тоа што сме имале шанса да го поминеме. Јас и Ира сме, благодарение на него, сме имале среќа да бидеме дел од една приказна која била многу успешна. Деновиве со интервјуата кои што ги дадов, дојдов до еден заклучок за кој што не сум била свесна претходно, а тоа е дека нашиот татко во тоа време имал храброст да излезе надвор од кутијата. Да биде многу пред времето. Да биде пред времето и да има храброст да направи работи кои што можеби луѓето и не верувале дека може да се направат. Дури од кога ја пишувавме неговата биографија, од кога почина, свативме што правел и всушност на кого сме и ние. Некако, како не воспитал. Тој тогаш го правел и ноќните програми, и беше прв кој што направи емисија за готвење на радио. Ноќните програми беа исто така огромен успех. Глумците пеат. Значи не се задоволил само со играњето во театар. Сакам да кажам, тоа излегување надвор од кутијата негово тогаш и храброста да го направи нас ни дава голем терет сега со враќањето. Голем е товарот. Ние уште додека беше тој тука разговаравме дека треба да се врати, глумците пеат, ама некако беше многу ситничав. Многу бараше се да биде под конец. Како што тој сака. Да, како што тој сака и се да биде под конец за да он се реши да го врати, а обратно јас и Ира го тргнавме овој пат од обратниот процес, односно го направивме така како што тој пред 31 година го направил. Тој кога ги тргнувал глумците пеат и не знаел до каде ќе стигне. Така сега и ние. Ќе го правиме. Како? Не знаеме. Но среќата ги прати храбрите. Така. Како изгледаше во дневната соба додека некогаш се подготвуваше глумците пеат? Може ли да ни откриете? Па од овој аспект сега весело. Тогаш нормално. Како дел од се нешто? Да, како дел од работата на нашиот татко. Ние никогаш не ни било необично глумците да ни се шетаат по дома. Поинаков е начинот на комуникација меѓу нив. Јас памтам им како многу мала. Ке дојделе, па ке си влезат у кујна, па ке си изготват, па ке си легнат, па ке... Еден поинаков начин на живот. Така и ова, например, нас се случи, имаше гостување на Алјоша Вучковиќ, тогаш тој беше многу популарен со една серија српска, Топојска 18 ја пееше.
И сега добро и нас ни беше интересно, Така е. дошол и Да, така натаму. Љубиша Самарџич беше, сите они спиеа кај нас дома. И Алјоша Вучковиќ, наместо да се подготвува за настапот, тој реши дека ќе прави шкембе чорба по дома. И во којна за пееше шкембе и треба готвеше. Бога ми многу време. И мирисаше и се. Сакам да кажам, ете така било. Нон-стоп звон, немаше мобилни, немаше вибери, немаше мејлови да си прати човек. Се мораше дома да поминат, да се случат. Ама, од друга страна, мислам дека татко ми не бутал од почетокот. Не да бидете дел втурнувал. таму некаде, да. Ама бевме дома, па ги гледавме работите. Па ги гледав. Да. Кога стана толку многу перфекционист? Кога виде дека тоа некаде навистина излезе од кутијата и самиот веројатно беше свесен за тоа. Можеби не сте правеле муабет за Веројатно тоа. од секогаш бил перфекционист, Така? Да, со тоа што никогаш не сме го гледале тоа. Сега кога ќе си го вратам филмот, како тој ги подготвуваше улогите дома, дека тоа го правеше и додека реди пасијанс, додека игра, додека се тушира збору. Перфекционизмот го имал веројатно секогаш. Овде само беше... Да. Секогаш ќе речат што е она што ги запре глумците да не пеат таа 2005 година. Ја знаеме ли вистинската причина, освен веројатно финансиите? Тие се најболната точка? Не мислам беше дека така. беа тие. Мислам дека во еден момент тој не беше спремен да се менува. Имаше и некои субјективни, приватни причини кои не се за јавност, се разбира, но можеби и за ситеност. Не можете вие на глумец да го ставите толку долго во една рамка и да функционира исто. Веројатно немаше што повеќе да каже. Може би друго време беше, знаете како, го почнувате 92 година, а го завршувате 2006, тоа е голем распон на време, каде што се менуваат и глумците за ситеност. Ама кога сега решивме да го вратиме, видовме еден ентузијазам кај глумците. Тажно е што во меѓувреме не се случило ништо исто, слично или можеби поразлично и подобро. Ентузијазмот кој сега го видовме кај глумците само ни покажува колку тоа недостасувало. Ние точно е тоа, младите луѓе кои што тогаш или почнувале, дури мене ми кажа една глумица, млада, вели, знаете ли вие дека глумците пеат беа причина за многу луѓе да се запишат на И да академија? знаете дека е така, во право сте. Немав представа дека тоа е... Затоа што нели луѓето кои што вие сте дел од тој театарски свет и за вас театарот и тие луѓе биле, како да Начин на кажам, живот. добро утро, Да, добар да. ден и нели ваша начин на живот. Но има луѓе кои што не одат често во театар, па и Така. не ги запознале И на таа немале сцена, прилика немале прилика директно, да видат. Така е. што многу луѓе и тие што не учествувале глумци на глумците пеат, сега со радост влегоа во се ова, што за нас е гаранција дека навистина ќе имаме една добро шоу. Го избегнуваме моментот манифестација, од тој избор навистина некако не ми се допаѓа. Глумците пеат, во суштина е енергијата која ќе ја дадат глумците. Сосема не е важно дали точно ќе испее. Они пеат, они се навистина талентирани луѓе. Ве гледаме една. Така. Една. Ова е Весна да. Петрушевска. Со Мирлинг. Среќен роден ден, господине председателе, пееше. Во публика беше тогашниот председател на собрание, ми се чини. Тоа беше, што да ви кажам, она му пееше во ложа и така натаму. Да. Неверојатни идеи имаат, неверојатни... 80% од точките се готови веќе. Сакав тоа да ве прашам. Всушност, татко ви, затоа што тоа беа тематски, нели, секоја година. Последните години беа тематски. Да, но нели јасно барем се сеќавам дека беа тие теми, нели, не знам, времето на Елвис, па нели таа беше рок, па имаше југ, па така. имаше ромска вечер и така натаму, да. Моабетот ми беше дека на татко ви беше првичната идеја, па потоа никако се лепеа сите глумци со идеите, или можеби тој им нафрлаше идеи, да речеме дека ги гледа во некакви замислени ситуации, песни, не знам Тој ќе ја што. ставеше темата на маса Аха. и почнуваше понатаму со оркестарот да се бираат песните согласно сензибилитетот на глумците, согласно некакво либрето кое што постоеше или текстуална подложка, но идејата беше негова. Он имаше многу поголеми идеи, ама некако не успеваше да ги реализира, му остана една која што не ја успеа, се надевам дека јас и Ира ќе успееме за понатаму, да не ја откривам. Да, се бира и сега се бираат
песните согласно можностите, согласно оркестарот и согласно капацитетите на глумците и нормално што таа песна може да направи, еве ги слушам. Ови, мислам, за мене, Да. она, нели, сега, да не излезе дека, но тоа беше тоа, нели, имаше фалш пеење и тоа беше... Беше Тања е многу тешко. фантастична, одличен пеаш да изфалшира така на сцена, Да. на оваа 100% те љубам, е една од моите омилени. Да речеме, глумците пеат и таа ми е прва. Мене ми се Битлси, морам да кажам. Битлси? Да, Битлси. Се сеќам сега и на Маријана и Росана, кога има Да. и таа ми е една. Да, Нели? имало Маријана многу и точки. Росана. Многу точки Да. имало. За жал технологијата тогаш не дозволуваше да се зачуваат квалитетни копии и ова им се извинуваме на гледачите за квалитетот, ама точките се прават самите глумци ја доживуваат. Они се сепак професионалци, они точно знаат што треба да направат на сцена, како да комуницираат со публиката. Целата идеја на глумците пеат е да се забавуваат тие во публиката и да се забавуваат глумците на сцена. Да. Нема тука некоја голема филозофија. Додека ја чекаме универзална да се направи, изгледа ќе почекаме баги, но веројатно можеби е и не знам, можеби се спомени убави, но за мене универзална некако е поврзана со многу убави настани, Да. меѓу кои што секако и глумците пеат. Имаше некоја топлина таа сала, имаше некоја убавина која што не знам, јас не ја чувствам така, не знам за вас, еве са кажете ми дали се согласувате. Универзална сала беше создадена за вакви работи, за концерти. Не постои музичар и не постои артист кој што се качил на сцена и настапувал на таа сцена. Јас и професионално и после тоа работев во таа универзална, кој што не кажал дека е ги ова... вашите омилени. Да, Битлси се... Битлси... А чекайте, кои се? Калина е никаде? Калина, Ирина Ристич, Билјана Драгичевиќ и Кети Илиевска. и Кети Илиевска, така Значи, е, да. така ги скина. скопира Битлси, дури дури и British English на Ирина Ристич, и белите чорапи, и периките. Да. Тоа беше... Така што сите за таа универзална велеа дека има една исклучителна комуникација со публиката, една топлина, една акустичност. Да не зборуваме дека таму имаше капацитет од 1572 седишта, за волја на вестината публиката не се чувствуваше баш најдобро бидејќи колената им беа во грло, Но ама се забораваш заради тоа што па не знам никако се тоа е една горлива тема. Скопје нема концертна сала, Скопје нема конгресна сала, Скопје нема саем, Скопје мене не ми е јасно толку гарнитури се сменија и толку политички структури, никој да не размисли дека еден дел од сериозното општествено живење е и овој сегмент, тоа е културно-забавниот живот. Дајте му на народот забава. Тоа немаме каде да го правиме. Да, имаме уште 5-6 минути ми се чини, а јас сакам да ве прашам уште неколку работи кои што ми се ќе бидам важни. пократка. Да, сакам да прашам, значи немавте многу избор во однос на тоа, која сала, па ја избравте Национална опера и балет, Не така? само што немавме избор, туку моравме и датумот да го Така е. менуваме Заради- Не, Национална опера и балет ја избравме затоа што е потеатарска. Така е. Тоа ни требаше малку повеќе, инаку и во филхармонија работиме. Но Македонска Таа опера сцена и е. балет, за жал, таму има ограничен број на седишта и мораме да кажеме дека билетите се распродадени и дека... Распродадени? Да, нема билети. Епа вие втора ќе правите, гледам. Не знам дали ќе правиме втора, тоа е едно прашање кое постојано го дискутиравме со татко ми. Дали може на таква манифестација со магија што значи глумци, така миг и тоа е тоа, да се случи втора магија. Да. Тоа е тоа. Немаме сала за да можеме да внесеме внатре 2000 луѓе и да можат повеќе луѓе да уживаат. Годинава сите ќе ни простат за се, бидејќи се направи некако На брзање, само сакајки да се да се зачува, врати, да се врати да, нешто што било толку добро.
а следната година веќе со обмислени, многу пообмислени Апсолутно. работи на 27 март. На 26 март, А на 26? тој го правеше на 26 така е. за да Во влезат очи. во 27 Така е. и да си го прослават. Така е, да. Да. Моја бабичка има уште многу за муабет. Ви благодарам за ова прво гостување. Секако ќе бидеме и некој ден пред тогаш да ги повикаме сите, нели? А можеби е паметно некој да снима па да имаме некаков запис. Секако ќе се снима, ќе видиме што ќе правиме. Одлучивме со сестра ми дека ќе одиме чекор по чекор. Сами се отвараат работите, сами ќе ги скоцкаме, што вели нашиот народ. На крајот се ќе биде добро, нас не е само важно, а глумците да се чувствуваат добро и публиката да се забавува. Глумците и публиката заедно да пеат. Тоа ќе го прават сите оние кои за своја среќа, за моја жал, ќе бидат во НОП тој 20 април, но еве, муабетот е тука и не застануваме, всушност глумците ќе пеат и следната година на 26 март. Се надеваме, можеби во некоја универзална сала со многу повеќе седишта и многу повеќе убави насмевки на сите кои што ќе можеме да уживаме.